Почитувани, владата на црната тројка Тевдовски, Заев и Ангјушев продолжува да ја урнисува македонската економија. Вчера беше најавено ново задолжување кое според проспектите за аукција треба да биде во висина од околу 61 милион евра. Со оваа аукција, која треба да се случи по правило во вторник, вкупниот износ на средства кои расипничката и неодговорна власт на СДС ги има потрошено во рок од 3 месеци, ке изнесува вкупно 410 милиони евра. Во нив влегуваат и 170 милиони евра потрошени девизни резерви на Република Македонија. Замислете, почитувани граѓани, потрошија за 3 месеци 410 милиони евра, а не направија буквално ништо. Граѓаните со своји очи гледаат како Македонија безмилосно ја задолжуваат, како ги трошат народните пари, а од тоа немаат никакво фајде. Сите капитални инвестиции кои се градеа се стопирани. Нема реконструкција или изградба на училишта, градинки, патишта. Земјоделците немаат перспектива. Тоне здравството, образованието, а инвеститорите си заминуваат од Македонија. Паѓа индустриското производство, растат цените. Со еден збор се случува катаклизма во целата држава. Граѓаните со право прашуваат каде одат парите? Каде отиде ветувањето на Заев пред изборите дека нема да има нови задолжувања? Каде отидоа ветувањата на Заев за повисоки плати, 500 километри автопат, достоинствени земјоделци, подобри здравствени услуги и слични лаги кои ги кажуваше пред изборите? Единствено што се гледа, а на кое СДС и Заев не штедат пари, тоа е вработување на шарени револуционери, твитер ликови, анонимни поети, комедијанти, изготвување на акцијски планови за населување на мигранти, купување на опрема, фстаци, октоподи, цвеќиња. Ова е вистината за планот за живот на СДС. Граѓаните ќе ја казнаат оваа неодговорност на министерот за задолжување Тевдовски, на Заев и на Ангјушев. Тие ќе бидат казнети за тоа што економски ја клекнаа државата за 3 месеци. Казната ќе ги стаса на локалните избори и тоа ќе биде увертира во предвремени парламентарни избори на кои граѓаните ќе застанат на патот на ова расипничка и ненародна власт. Благодарам.